Траурно и трогателно беше сведочењето на првиот сведок Дејан Николов во случајот за трагедијата во Кочани. Тој е собственик на сервис, веднаш до дискотеката Пулс, во која во пожар загинаа 63 млади луѓе. Вечерта тој и неговиот син биле гости во клубот, а во моментот кога почнало да гори, случајно биле надвор. Раскажа дека започнала паника, пошто за кусо време снимало струја, настанале викотници и излегувал црн чад. Видов дека има вентилатор и излегува црн чад. Земав црево и прскав кон вентилаторот и слушав гласови и тропање во женскиот тоалет. Прозорот беше со решетки. Ги скршивме прозорците и на самите решетки се фатија девојчиња. Плачеа, светеа со телефоните, пискаа. Пробав да ги смирувам и одлучив да ги прскам со вода. Прво кратко и комуницирав. Ги смирував, а синот зад мене велеше: "Те молам, спаси ги." А децата викаа: "Чичко, прскај не. Така полесно дишеме." Пожарникарите многу брзо дојдоа и тогаш се координиравме за да може да гаснеме. Ова предизвика голема болка кај присутните родители во судницата, кои не можеа да ги задржат солзите. Го слушаа сведокот и како раскажува за реновирањето на Пулс. Рече дека газдата Дејан Јованов, кој е прво обвинет, го изнаемил просторот кој бил конфекција. Порано од сите страни имало прозорци и голема зелена врата, која се затварала на 3 дела. Кога реновирал, ги секол и балконите, на местото на стаклата направил скали и влез, а широката врата од железо ја заменил со двокрилна алуминиумска. Малата задна метална врата често била заклучена, а кога го прашал зошто, дека му рекол за да не влегуваат без карти. Родителите на жртвите уште пред почетокот на судењето побараа одново да се утврди дали децата починале од вдишување цијанид, како што беше деновиве објавено од ИРЛ. Дали при обдукциите е направена конкретна токсиколошка анализа за цијанид и други отровни гасови во телата на нашите починати деца. Во обдукцијските наводи, како причина за смрт е наведено задушување од јаглерод моноксид. Од обвинителството велат дека присуството на цијанид е веќе утврдено и преку обдукцијата и преку други докази. Вештачењата на Институтот за хемија и анализата на МВР врз примероци од сите материјали вградени во клубот и начинот на нивно согорување ја потврдија веројатноста за испуштање на цијанидни гасови како последица на пожарот. Кај починатите се констатирани покрај присуство на карбоксихемоглобин, цијаниди и термички оштетувања на лигавицата од дишните патишта. На се ова предходеше последниот воведен говор на неформалниот собственик на фирмата за обезбедување Рубикон Александар Нацев. Тој смета дека обвинението е неосновано и политизирано. Денес сите овде сме исправени пред брутално силување на законот за приватно обезбедување со цел одредени негови одредби да послужат како подкрепа на теоријата на случај која ја презентира подносителот на обвинението. Следното рочиште е закажано за во понеделник, на кој се повикани тројца сведоци. Во процесот има 34 обвинети и 3 фирми.